Почитувани, и денес имаме можност да го слушаме Божиот збор. Во Евангелието според Матеј, 16 глава, 24 до 26 стих е запишано. Тогаш Исус им рече на своите ученици: ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си, нека го дигне својот крст и нека ме следи. Зашто секој кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби. Но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Зашто каква полза ќе има човек ако го придобие целиот свет, а на својата душа и на пакости? Или што ќе даде човек во замена за својата душа? Вистинското христијанство е целосно предавање на Господ Исус Христос. Нашиот Спасител не бара само некои мажи и жени што ќе му ги посветат своите слободни активности или своите секојдневни одмори, или оние години кога ќе бидат пензионери. Тој ги бара сите оние кои ќе му го дадат првото место во својот живот. Тој ги бара, како што и секогаш ги барал, не мноштво луѓе, иако тој сака сите да се спасат. Туку тој бара поединци кои ќе бидат спремни да го следат верно дури до смрт. Не може ништо да биде поправедно, односно повредно од жртвата на Голгота. А тоа безусловно бара и целосно предавање во неговите раце. Љубовта не може да се задоволи од нешто што е поневредно од нашите души, нашите животи и се што е наше. Затоа бара целосна љубов кон Господ. Во Лука 14 глава 26 стих Исус вели: ако некој дојде при мене и не го замрзи својот татко, својата мајка, децата, своите браќа и сестри, а и својата душа, не може да биде мој ученик. Да биде јасно, тоа не значи дека треба да бидеме непријателски расположени или злочудни кон нашите најблиски. Мислата не е во тоа. Туку тоа подразбира дека нашата љубов кон Христос треба да биде толку голема, што кога ќе се споредиме со нашите најблиски да биде изнад се. Ако не сме спремни да го предадеме животот свој на Христос, не треба да се фалиме дека сме добри христијани. Христијанството подразбира одрекување од себе си. Во Матеј 16 глава 24 стих, како што веќе прочитав, ако некој дојде по мене, нека се одрече од себе си. Одрекнување од себе си не подразбира одрекнување од себе си, туку тоа е одрекнување од уживањето на телото кое не ни дозволува да му служиме на Господ Исус Христос. Тоа подразбира да го присвоиш господството на Исус и да се ставиш на негово располагање во се. Твоето и моето јас да нема никакво право и власт, како што рекол Метју Хенри: Господе, нека ја загубам својата волја и нека се сплотам со Твојата во се. Мој славен победнику, божествен принцу, земи ги моите бедни раце во своите. Мојата волја ти припаѓа тебе. Среќен вазел сум јас на Твојата круна. Апостол Павле вели: јас не живеам, туку Христос живее во мене. Тоа значи целосно одрекување од себе си. И поради тоа целосно одрекување од себе си, човекот го избира крстот. Изборот на крстот. Ако некој дојде по мене, нека се одрече од себе си, нека го земе својот крст. Крстот не е некоја физичка слабост или некое душевно страдање. Крстот е еден пат, избран, со знаење и доброволно. Тој пат е презрен, обесчестен од овој свет. Крстот подразбира срам и носење навреди, што овој свет ги истура врз Божиот Син и врз сите негови следбеници или ученици. Секој може да го избегне овој срам, само ако се сообличува според начинот и животот на овој свет. Да го следиш Христос подразбира, како што е запишано: ако некој дојде по мене,
Neka se odreče od sebe si, neka go zeme својот крст и нека ме следи. За да го разбереме ова, треба да се прашаме: по што се карактеризираше животот на Господ Исус Христос? Неговиот живот беше потполно предавање и подчинување на Божјата волја. Тој живееше според силата на Светиот Дух, се жртвуваше за другите и им служеше. Живот со трпение и страдање од неправедни луѓе. Живот со ревност и контрола, кротост, благост, верност и предаденост. За да сме исти со неговиот живот, треба да живееме како што живееше тој и да ги покажеме плодовите во секојдневниот живот кои произлегуваат од Светиот Дух. Да го следиш Христос подразбира да го земеш својот крст. Љубов. По тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Евангелие според Јован, 13 глава, 35 стих. Тоа е љубов, која ги надминува нашите себични желби и се дава несебична љубов на сите. Љубовта покрива многу гревови. Таа љубов е трпелива и милостива. Не се гордее, не се вообразува, не е безобразна и не се предизвикува од предизвикувачите на злото. Љубовта не мисли на зло, туку на секое добро. Верува на се и на се надева. Без оваа љубов, Христовиот ученик би бил како некој, не би бил ефикасен, употреблив и така натаму. Љубовта е топлина, која ги загрева смрзнатите срца и го прави човекот благороден и среќен. Без љубов нема живот. Да бидеме постојани во Божјиот збор. Понатаму се вели: ако пребивате во мојот збор, навистина сте мои ученици. Евангелие според Јован, 8 глава, 31 стих. Да се биде постојан е основа да се биде Христов ученик. Добро е кога се започнува добро, но треба да се издржи до крај. Тој што се загледува назад, откако ја ставил раката на рачката од ралото, не е достоен за Божјото царство. Лука, 9 глава, 62 стих. Повремено предавање на Библијата не е добра основа. Христос бара предадени мажи и жени со полна почит на сите негови заповеди. Еден рекол: зачувај ме да не се вратам назад, на рачката од ралото солзи капат, моите острици се затапени и недобри, о Боже мој, зачувај ме да не се вратам назад. Одрекување од сите работи. Кој не се одрече од се што има, не може да биде мој ученик. Лука, 14 глава, 33 стих. Овој стих изгледа дека е најнезгоден кога се чита и кога им го рекол тоа на неговите ученици. Врвните теолози ќе најдат 1000 причини да ве убедат дека тоа не се сваќа буквално, туку дека има некое друго значење. Но Господ Исус знаел што им рекол и зошто им го рекол тоа. Што подразбира да се откажеш од се што имаш. Тоа подразбира да се откажеш од сите материјални добивки кои не се апсолутни за ширење на Евангелието, односно, да не го замениш Бог со материјализамот. Човекот што ќе се одрече од се, не се претворува во неразумен во своето однесување. Тој ќе работи за да го осигури своето семејство, ќе има своја лична екзистенција и така натаму. Но, Христос сака да не зачува од прекумерна грижа за земните нешта. Тој сака да бидеме умерени во собирањето богатство и секојаш да сме свесни дека ништо не е наше кога го имаме во нашите раце. Зборовите на Исус во Матеј 16 глава 24 до 26 стих се овие. Тогаш Исус им рече на своите ученици: ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе си и нека го дигне својот крст и нека ме следи. Амин.